констатираме дека просечно по 1 милион евра ќе се враќаат пари крај граѓаните. Меѓутоа да ја оставиме и таа работа на страна. Основната идеја за воведување на овој проект е граѓаните да бидат се намали неиздавањето на фискални сметки и невоведувањето на фискален систем на опрема за регистрирање на готовинските плаќања. Затоа, дали овој проект ги дава или не ги дава очекуваните резултати, треба најмеродавни да бидат податоците за зголемување на бројот на фискални апарати во функција на регистрирање на готовинските плаќања, на зголемување на бројот на издадените фискални сметки и бројчено и вредносно. Второ прашање. 3 милиона евра планирате во ребалансот на буџетот. Од првите 3 месеци за враќање кој граѓаните има само 3 милиона евра. Од планирани 5 милиони евра. Додека траеше расправата, видовме колку е вкупниот износ, расправата на комисијата, вкупниот износ кој што треба до крајот на годината да се врати кај граѓаните. Зошто владата не ги пренамени преостанатите 2 милиони евра за други намени, ако владата е ревностна во своето работење, затоа што ребалансот се врати кај владата после расправата на комисија. Непотребно стојат резервирани плюс 2 милиона евра на ставката за проектот Мој ДДВ. Толку од ревностното работење на Министерството за финансии кога е во ребалансот во прашање. Уште еднаш, излезете со податок за зголемување на бројот на фискални апарати за регистрирање на готовинските плаќања, за зголемување на издадените фискални сметки, бројчено и вредносно, тогаш ќе кажам да, овој проект ги дал своите резултати. А приказни за наплатено ДДВ не ни треба, затоа што ДДВ-то, колега Диме Велковски, се наплаќа во сите фази на процесот на производство, трговијата и услугите. Она за што е воведен Мој ДДВ е само за готовинскиот промет кој што се регистрира преку фискален систем на опрема.